Добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Денешната тема ни е така наречената клетва на декаденцијата. Свештениче, како си ти денеска, добар ли си? Одличен. Спремен да завлеземе во овие така малце по фриленс теми. Да. Значи, денеска разговаравме со свештеникот пред некое време и утврдивме дека убаво би било да разговараме на начин на кој што и онака природно си разговараме кога се шетаме со него или кога ќе седнеме некогаш да разговараме, по-опуштено, по-спонтано. Но во исто време па и си рековме дека па не треба ни целосна спонтаност да има секогаш, така што во некои емисии ќе разговараме на по-спонтан начин како денешнава, во некои ќе бидеме поструктурирани, можеби кога ќе сакаме да покриеме нека конкретна тема која што изискува да биде по структурирана, по-организирана. Така што тоа ќе бидат нашите пристапи. Меѓутоа ние оригинално разговаравме на овој начин како што е денешнава емисија. Па, ајде да видиме. Значи, клетвата на декаденцијата. Оваа тема е практично, се потикнавме на оваа тема од една вест која што се расшири неодамна за Ирак, каде што парламентот во Ирак изгласа ја смени дефиницијата на легалност за стапување во брак, тоест на потребната возраст да се стапи во брак, од 18 години на 9 години. И тоа беше, мислам дека пред месец-два, така нешто, од кога е снимана емисијава. Меѓутоа, овие денови се случи првата последица од оваа измена, а тоа е дека за прв пат девојче од 9 години ќе стапи во брак со маж од 35 години. Првата реакција која што на многу луѓе ќе им дојде од ваквото, од ваквата вест е веројатно да им честитаат на младенците. Се надам дека нема да им дојде да честитаат на младенците. Мислам дека првата реакција ќе им биде згрозување и осуда, во смисла дека ова е еден вид на веројатно еден регрес, еден заостанат начин на стапување во брак кој што важел пред 2000, 3000, 5000 години, меѓутоа не треба да важи денес, бидејќи се наоѓаме на друго цивилизационо ниво. И всушност токму ова е и поентата на нашата емисија, токму е тоа темата, која ќе кажеме клетвата на декаденцијата, а тоа под клетвата на декаденцијата јас го земам дека постоеле општества, држави, цивилизации, царства, империи, како било, па и поединци и организации, кои што можеби во минатото достигнале високо ниво на развиеност, на цивилизациона развиеност, но во сегашноста или после таа висока развиеност им се случило регрес, паднале на пониско ниво. И ова е примерот конкретно со Ирак и со таа верзија на исламот во Ирак. Тој што внимал на часовите по историја знае дека исламот и арапскиот свет имале златно доба во средниот век, кога Европа била во еден вид на стагнација и декаденција. Исламот бил во златна доба, имале многу силни напредоци во математиката, имале силни напредоци во медицината, имале силни напредоци, например, тогаш се појавили или станале поголем замав земале некои езотерични исламски а, движења и филозофии како суфизмот, например, кои што
ако ги гледаме според онаа скала на спирална динамика, тоа би било негде, например, суфизмот, како Руми или како другите, јас би го сместил негде на жолто ниво, па и на трикизно. Значи во спирална динамика, а може би општо исламот бил негде во портокалово и влегол во зелено. Меѓутоа, денес како го погледнеме, ако и погледнеме тие земји, Блискиот исток, Средниот исток и исламот каде што е, гледаме дека очигледно регресирале. И тоа е еден доказ дека, показател дека напредокот не е само праволиниски и нагоре, туку може да се случи и надоле. И ова важи не само за заедници, култури и цивилизации, туку важи и за организација, ама важи и за поединци. Јас тука ќе застанам и сега ќе му давам на свештеникот да искоментира нешто во оваа смисла. Така. Па види, јас многу и не обрнав внимание на оваа вест, бидејќи интернетот е преполн со гадни вести и информации од низ целиот свет и обично сакам да не им посветам многу внимание. Меѓутоа, вакви вести кои што имаат влијание врз многу голем број на луѓе и можат да делуваат регресивно за многу години во иднината, вреди да се посвети внимание, да се коментираат и да се искаже револтот кон ваквите регресивни однесувања. Значи, една од главните карактеристики на подкастот е тоа што на подкастот Беседа е тоа што отворено и без предрасуди зборуваме за теми кои допираат суштината на нашето постоење и разбирање. Дали тие теми се контроверзни, чувствителни, значи некогаш мора да бидат. Нашата цел не е да осудуваме, туку да се обидеме да разбереме како и зошто оваа пракса постоела, кои се незините корени, како современиот свет реагира на вакви концепти, како треба да реагира. Сега, некогаш ќе бидеме критични кон некои теми. Тоа не мора да значи дека е емоционална осуда, меѓутоа е еден вид на дигање внимание, значи кон одредена постапка која што може да биде многу погубна и е многу штетна. Дискусијата ќе ја правиме со и секогаш сите дискусии наши се со почит кон сите верски убедувања и култури, но истовремено сакаме да донесеме нова перспектива врз ова прашање, значи да го погледнеме од еден надконцептуален поглед. Сега, мене исламот реално заедно со јудаизмот ми се најмалку познати религии и покрај тоа што имам посветено долго време да ги истражувам, меѓутоа имам посветено многу повеќе на христијанството, на хиндуизмот, на будизмот и така натака, на таоизмот. Па и даоизмот е така. Да. Па и на други, на анимизмот и така натака, зороастрицизмот, херметизмот, сите тие сум посветил многу време да ги изучам темелно. Исто така сум посветил време и на исламот и на јудаизмот, меѓутоа сум ги ставил во еден кош со христијанството, бидејќи се многу слични и сум ги третирал, повеќе сум се посветил на христијанството да го изучам. Сега, мислам дека тоа што е важно, че исламот започнал некаде 7 век. По умирањето по раѓањето на Христос. Да. И во тој период, она што треба да се свати е дека не само што животниот век бил значително пократок, па раните бракови, значи тогаш биле реално практично потреба за преживување на заедницата. Не можеш ти, имаш лимитирано време на живот, не можеш тоа време да го трошиш на барање жена, па дали се допаднало, дали не, затоа што на тој начин ќе изумре. Ние сега кога имаме толку ресурси, па е тоа тежок процес за некои луѓе, тоа време било невозможно. И морало да има еден вид на ветување на невестата само што ќе се роди
уште од мали години, да ја ветат, на некој начин да ја продадат, да се договорат, за да може да се не само да се осигура дека ќе има брак, меѓутоа воедно да се заштити жената, значи веќе како мала добива заштитник, потоа еден вид на политички и економски сојуз, значи правиш сојуз со тоа што ја земаш жената на некој човек и тој прави со тебе, веќе сте заедно една фамилија, се штитите и така натака. И било потребно такви работи, да такви однесувања биле навистина потребни. Меѓутоа, како што кажа ти, исламот е многу отпорен на промени. И христијанството е, меѓутоа христијанството е во последно време станато пофлексибилно, дури може би премногу флексибилно. Додека исламот го гледа тоа како опасност некоја и поради тоа се повеќе станува ригиден. Мислам дека се плаши од христијанството да не стане премногу флексибилно, гледа неговиот пад, неговото разводнување и станува се повеќе ригидно. И мислам дека голем број луѓе во Ирак, па и на сите други исламски земји, знаат дека тоа не е во ред, гледаат дека тоа не е во ред, меѓутоа од страф да не го разводнат исламот и да не разводнат својата традиција, остануваат на овие стари постапки и правила кои што се почитуваат, кои што навистина се штетни. Сега не само што нема никаква корист да ожениш твојата ќерка уште како мала, на 6 годинки или на 9 годинки, да ја ожениш, бидејќи не добиваш ништо со тоа. Само губиш, бидејќи исто така да земеш жена која што е мала, губиш, бидејќи емоционално ја преоптоваруваш, таа жена потоа ќе порасне со трауми, таа девојка ќе порасне со трауми, не можеш да имаш стабилен брак со нејза, не можеш да имаш човек на кој што ќе му веруваш. Навистина е во секоја смисла грешка сега да се уште се почитуваат таквите традиции, таквите обичаи. Меѓутоа, мислам дека од еден страф се уште ги продолжуваат овие работи, а има исто така мал број на луѓе кои што ги има во сите религии на секаде во светот, кои што сакаат да капитализираат на овие обичаи, на бранот на еден вид на радикалност во исламот и да си ги тераат нивните настрани желби. Добро, може би кај нив се вратиле или повторно се актуализирале истите обичаи, во смисла, она што го спомнам почетокот, дека жената е таксана за некого и сега си има и заштитник, си има и семејство и тие меѓу себе влегуваат, стануваат исто семејство, може би и сега важи истото кај нив повторно. Па да, важи, меѓутоа сега веќе не е тоа толку потребно, бидејќи жената нема сега толкава опасност како што имала во тоа време. Во тоа време жена без заштитник може да биде украдена од дома и готово. Потоа фамилиите повеќе не им е потребна толку голем економски сојуз да создадат помеѓу себе, веќе не се живее во пустина со камили, туку имаат своји куќи, станови, имаат различни фирми во кои што работат, имаат политички партии, имаат цели села кои што се заедници, каде што не се повредуваат меѓу себе. Едноставно, причините поради кои што оваа традиција порано постоела, сега веќе ги нема. И сега само штета има. Види, може би ние не знаеме каква е ситуацијата таму. Мислам, дефинитивно не знаеме каква е ситуацијата таму. Треба да запамтиме на работа, да се подсетиме, тоест, дека во 2003 година западните земји го нападна и го разрушија тотално Ирак. Ирак го регресира многу назад. Така што може би сега се живее таму така како што ние мислиме дека не се живее. Разбираш? Па да, меѓутоа со оние информации кои што располагаме,
не личи дека е така. Значи се уште има извори од таму, значи тие имаат телевизиски шоа, имаат интернет, имаат модерни градови, имаат модерна инфраструктура, значи тоа е изградено, имаат еден вид на, да речеме, демократија. Не се од она што ние го гледаме од страна, можеме да заклучиме дека не се вратени во толку, повеќе би рекол дека во Авганистан владее некоја таква се уште стари обичаи се задржани, бидејќи навистина немаат толкава инфраструктура и толкава модернизација, него да кажам дека во Ирак тоа е. Може би. Како и да е, мене ми изгледа дека нивната реакционерска регресивност во оваа смисла се наоѓа на она сино плаво ниво на одспирана динамика, каде што е апсолутистичка и каде што се почитува, нели, зборот на авторитетот, односно на Господ, во овој случај врвниот авторитет, како што е напишано, тоа што е напишано во Светата книга, тоа е, нема простор, никаков простор нема за толкување, за алегорија, туку всушност се мора буквално да се свати. И тоа не го гледаме само во Ирак, тоа го гледаме и со ИСИС, например, и со други држави кај што владее шеријат. Тоа е она плаво ниво, апсолутистичко ниво и религиозно. И може би едноставно, мислам, неминовно е, тоа не може да остане бесконечно тоа ниво, меѓутоа во овој случај се гледа од аспект на тоа дека примерот зошто од 9 години се дозволува во Ирак конкретно наместо 18 да се стапат пред се девојките во брак, девојчињата, е заради тоа што самиот Мухамед тоа го правил, нели, во неговото житие, така е опишано. Пророкот Мухамед. Меѓутоа, од друга страна па имало други како да кажем, исламски колувани, кои што велат дека всушност тоа е можеби грешка во толкувањето, дека немала Аиша 9 години, туку може би имала 18 или 19, нешто во таа смисла. Да, исто така имам прочитано дека голем број на теолози, да ги наречем исламски теолози, го гледаат тоа како символична или како културолошка појава, значи не како нешто се навистина се случило, туку како некој символ, некоја порака. Во смисла на? Па во смисла на она спремноста на пророкот Мухамед да биде заштитник на други луѓе, да ги чува, да ги брани, да биде нивен покровител, нивен татко и маж, сопруг во исто време. Така. Нешто такво. Така. Добро. Да. И пеете, например, ама таквите толкувања доаѓаат од многу повисоко ниво во спиралата. Таквите толкувања може да дојдат само од жолто и трикизно. Да. Таквите алегориски толкувања езотерични. И некако буквално ги читаме исламот или, односно Куранот или Библијата или било која друга света книга, тоа значи дека сме заглавени во плавата фаза практично. Сега, мислам, супер е вака што, знаеш, буквално јас и ти дебатираме еве за оваа тема, например. Мислам дека ни јас ни ти, еве јас ќе кажам, ќе потврдам дека ни јас немам толку искуство со самиот ислам и со Куранот. Повеќе сум читал будизам, слично како тебе. Будизам, хиндуизам, даоизам, христијанство. И ако грешам во некое толкување, нека ми простат, јас во иднина и секако и планирам повеќе да навлезам и во исламот и во најмала рака и Куранот да го прочитам, затоа што веќе го купив, седи на листа на чекање. Меѓутоа, ако гледаме од нашата перспектива цивилизациона, да влезе девојче од 9 години во брак е апсолутно недозволиво. Значи, тоа е морално недозволиво затоа што тоа ќе биде едно толку лошо искуство и ќе биде една голема траума за таквото девојче. Ниту успеало да се оформи воопшто како личност, а
е како да кажам, внесено во наводници насила во една толку битна работа како брак. Тоа, не знам, дали имаш нешто да додадеш околу овој случај, пошто имам и други случаи кои што јас би сакал да ги спомнам, а кои што се пример за ова што го кажувам, клетвата на декаденцијата. Па само би додал дека се согласувам тотално со тоа што го кажуваш, значи еве да не гледаме емоционално, да не се сочувствуваме, да речеме, со девојчињата кои што ќе бидат омажени на толку мали години, каде што се уште не се одврзале од своите родители, се уште не се идентификувале како посебен ентитет, тие треба да го сменат тоа, треба да им се да се скине насилно и на брзинка нивната врзаност, низината идентификација со родителите и да се врзе за некој тотално непознат човек кој што може да биде груб, може да биде чуден и така натака. Тоа е рецепт за депресија, за социјална изолација, за стрес, за константна анксиозност, и тоа само по себе создава и физички болести. Значи сега го гледаме само интелектуално, без да влеземе со сочувствување дека е тоа живо суштество и дека е човек. Едноставно, таквата жена која што ќе ја земеш, таквото девојче кој што потоа ќе стане жена, нема да биде психички здраво, ќе има секакви видови на психички, а потоа со тоа и физички здравствени компликации и ќе има проблем може да има проблем со децата, може да има со затруднување и така натака. Значи ова е грешка од кои аспекти да гледаш. Така. Па да, јас и во таа смисла го коментирав ова исто. Сега, јас би помнал и некои други примери тука на ваков на клетвата на декаденцијата практично, каде што настанал распад, морален и цивилизационен распад и регрес, настанале морален и цивилизационен распад и регрес, и во други случаи, некогаш од предрснатост, некогаш од преголема материјална достапност и слично. Еден пример, например, Римската империја. Во крајниот распад веќе, практично што се случува таму, Рим станува предходно, периодот пред тоа станува многу силен, моќен, ја победува и Картагина, едноставно станува неприкосновен владетел на Средоземјето и неговите луѓе почнуваат да живеат материјално многу успешно. Рим станува многу успешен, ги победува и овие во Франција, како се вика, галите, и почнува самите негови елити во Рим, царот заедно со императорот, заедно со сите тие останати кои што се вртале околу него, почеле да живеат многу декадентно, морално декадентно. И тоа ги потикнало и другите луѓе да живеат морално декадентно, затоа што имало доволно храна и не било толку тешко да се обезбеди. Проблемите почеле да се закупуваат под тепих, почеле да се штампаат пари без покритие, почнало инфлација да се прави, да се зголемува инфлацијата, заради тоа што почнал императорот наместо да штампа, односно наместо да прави златни монети, па после тоа ги префрлиле во месингани, па од месингани ги правиле во некој друг метал кој што помалку вредел, па ги намалува во големина, во тежина и така натаму. Едноставно предизвикал инфлација. Инфлацијата е практично еден знак за декаденцијата. А самата популација живееле во блуд и разврат, почеле да пијат многу, тогаш имало вино, имало пиво, се опивале цело време, оделен на гладиаторски борби цело време,
се занимавале со глупости, со забава, со пикантери, наместо со битни работи, со дисциплина и со, нели, морално благ конзервативизам, некој кој што е најуспешен од аспект на цивилизацијско воздигнување. И на крајот Рим, соодветно на тоа, ослабел и германските племиња го успеле да го победат. Словените му влегле исто така, како да немало воопшто граница. И не само словените. И не само словените, мислам. И германите ги спомнав. Кои други? Хуните. Така. И аварите, мислам, нека исто. Така, вандалите. Вандалите, ете така. Алеманите и така натака. Алеманите се германци, всушност, да, германи, да. И тоа се случило, тоа е клетвата декаденцијата на Рим. Од преголема продрсност и преголеми материјални добра, луѓето ослабеле морално и телесно и на крајот се случил распад. Слична приказна е, например, приказната за Содома и Гомора во Библијата, во Стариот Завет, но и приказната за Вавилонската кула. Таа приказна за Вавилонската кула е едно предупредување дека луѓето не треба да се занесуваат многу и да стануваат арогантни, надмени во своите достигнувања, затоа што секогаш ќе најде Господ начин како да ги понизи, да ги направи бидат понизни и да им го растори тоа што го прават во врвот на нивната надменост. Така, исто еден пример кој што мене ми текна е со ацтеките, поготово во последните години кога дошле европејците и покрај тоа што претходните векови тие биле моќна цивилизација кои што имали изградено објекти, градови и други инфраструктури кои што биле во одредени аспекти подобри од оние за европејците, источњаците за нив. Сепак во годините кога дошле европејците, таму можеле да видат само константни војни, убиства, бескрајни жртвувања на најгнасни можни начини, значи како вадење на срцето на затвореникот додека е се уште жив. Имало моменти, денови каде што целиот град се бањал во крв, значи требало да биде сите улици требало да бидат црвени во крв и така натака, кој што најверојатно било последица на тоа што во тие последните години имало големи гладови и свештениците се обидувале да ги подобрат односите со боговите, со жртви и светот западнал во нивната цивилизација западнала во еден континуиран циклус на убиства, на барање за затвореници, робови, кои што повторно ќе ги жртвуваш, потоа играње со нивните животи, наоѓање спорт во нивното ловење и така натака. И тие се оддалечиле од нивната слава, од нивниот подем, од градењето на тие прекрасни градби кои што ги граделе, пирамиди и така натака, и западнале во едно крајно племенско однесување на чисто убивање на убивање помеѓу себе. Тоа е Лилјакова фаза. Да. Лилјакова фаза која што се обидува, која што размислува од плава, од аспект на плава, да се воспостави ред и добар однос со Господ, ама толкувањето на што се случува и зошто ние сме казнети со глад е во Лилјаковата фаза, која што вика духовите, односно боговите не имаат казнато и сега ние мора да жртвуваме нешто што е вредно за да им угодиме на нив. Сега, добро што го спомнува, малку ќе отидам на една тангента практично, а тоа е дека жртвувањето на животни и на луѓе
живот, например, во Библијата односно во Стариот Завет го има тоа. И жртвување на луѓе го има. Мислам дека кој беше што сакаше да го жртвува син му, што Господ му бара да го жртвува синот? Аврам. Аврам, така. Кога на крајот го сопира, практично кој му вика ете се убедев јас дека ти навистина немаше пречка да го жртвуваш тоа што ти е највредно, нели? Да. Идејата тука е тоа е една како да кажам еден процес, жртвата е еден процес на преговарање со Господ, со реалноста, со универзумот, пред да се открие работата. Што сакам да кажам со тоа? Во оваа фаза, во таа племенска фаза, мора да запомниме дека во Стариот Завет евреите биле уште во племенско уредување. Биле племиња, нели? 12 племиња. Исто така и ацтеките што ги спомна, во таа фаза регресирале во племенска фаза, кога жртвувале луѓе. Значи, идејата била дека мене Бог ме казнува, боговите се една, ако е пантеон, ме казнува заради тоа што нешто лошо сум правил и начинот на кој што јас можам да им угодам е преку жртвување на нешто вредно. Дали тоа ќе биде човечки живот, дали ќе биде животно, дали ќе биде син ти, битно да е нешто вредно. И колку е повредно истото, толку поголема е жртвата и толку повеќе ќе им угодиш на боговите. Меѓутоа, потоа, луѓето ја откриваат работата, која што повторно и работата е жртва и преговарање со стварноста, со Бог, со Господ, ама е жртва на себе си. Че јас работам денеска, во сегашноста, за да ти угодам тебе, Господе, за нешто да ми донесеш вредно во иднината. И работата е во суштина абстрахирана преговарање со реалноста, да го жртвувам тоа што е сегашното, за да добијам нешто повредно во иднина. Така. Што би искоментирал ти на ова сега? Шахмат. Па шахмат е затоа што е вистина. Значи, точно е дека еден од најголемите откритија на човештвото е жртвата. Тоа е еден неверојатен феномен. Значи, за да добиеш нешто, треба да дадеш нешто. И тоа секогаш е така. Во секоја смисла е така. Сакаш храна, дури уште кога биле луѓето ловци и собирачи, мора да се помачиш, мора да бараш некаде каде што растат некои плодови, мора да уловиш некој плен. Ако сакаш некое место за живење, мора да го освоиш. Се што сакаш, мора да дадеш некоја жртва за тоа. И што си рекле старите луѓе, мудреците во тоа време, рекле, па чиме така реалност и чиме овој закон функционира за се, тогаш тоа значи дека колку поголема жртва дадеме, толку подобро треба да ни биде на нас. Ако јас го жртвувам мојот син, тоа значи дека боговите ќе ме наградат со нешто големо. Ако јас жртвувам некоја невина девојка или некој многу славен воин, боговите тоа ќе им се допадне и ќе видат дека сме толку многу посветени, толку многу пожртвувани за нив, толку многу ги сакаме, што ќе не наградат со многу големи работи. Мислам дека можеме да ја видиме логиката позади овие работи. Ние сега во 21. век, после илјадници години, се уште не ги мислиме овие работи, знаеме дека не е жртвата нешто кое што само ќе ти се даде без разлика што жртвуваш и на кој начин го жртвуваш. Туку е многу важно да едноставно ти направиш онаква жртва каква што е потребна, а не да жртвуваш не е ова обична трговија или игра со карти каде што даваш една карта за да добиеш друга,
туку едноставно она кое што го жртвуваш треба да биде на правилен начин и да биде во правилна доза и да биде правилно нешто за да го добиеш тоа што треба да го добиеш. Понатаму, како што мудроста, интелектот на луѓето растела, тие сватиле дека не е се во сировата жртва, туку има во начинот, има тука многу финеси, има елеганција во жртвувањето и постепено сме едноставно спонтано сме стигнале до онаа фаза каде што сега ги разбираме тие работи, знаеме дека не се работи за само чиста трговија со боговите или со природата, туку се работи за треба паметно да се работи во трговијата и во жртвувањето на она што е твое, за да може резултатите кои што ги добиеш да бидат онакви какви што посакуваш. Да, убаво што го спомнува, затоа што види, да, можеби некои луѓе денеска, еве како јас и ти, се свесни дека всушност жртвата е, како да кажам, процесот низ кој што би рекол и дури се гради цивилизацијата, ама во основа е оној процес преку кој што ја жртваш сегашноста, нешто вредно во сегашноста, за да добиеш нешто уште повредно во иднината. Да. Меѓутоа, многу луѓе, мислам дека повеќето луѓе не се свесни за ова, или барем не се свесни на ниво на свесност. Они може би подсвесно тоа го знаат и го сеќаат нормално. Меѓутоа не се свесни на онака да го имаат абстрахирано или да го имаат вака концептуално изразено или сватено. Затоа што ќе разговараме и ние во емисијата за машко-женски односи, меѓутоа работата е дека ние и денес ги жртвуваме, например, потребите кои што ги имаме од најниските нагони, да речеме, за да добиеме некои работи кои што се многу по софистицирани. Многу се наоѓаат на повисоко ниво. Класичен пример е не се однесуваме, да речеме, например, да идеме на сите страни и секој со секого да се обидува да има секс само, затоа што тоа на долг рок апсолутно е неодржливо. Одржливо е класичниот брак и семејство. Тоа е одржливо на долг рок. И практично секоја цивилизација која што го открила традиционалниот брак и семејство, станува цивилизација, така се станува цивилизација. Пред да се открие класичниот брак и семејство, не може да се биде цивилизација. Може да се биде племе, може да се биде некоја заедница која што е недолготрајна, меѓутоа кога ќе се открие она традиционалното семејство, маж, жена и деца, тогаш работите се премируваат и се канализираат, нагоните се канализираат во долготрајни ефекти, позитивни ефекти. Има и негативни ефекти, бидејќи сите во бракот, например, треба да се ги жртвуваат сегашните моменталните потреби, например на секс или не знам што и да е, за да ги остварат овие долготрајни ефекти. Тоа е страдањето, тоа е жртвата која што ја правиме. Меѓутоа, брилијантноста на луѓето, која што некои животни тек сега откриваат, меѓутоа до сега знаеме само за луѓето дека ја открило онака и тоа систематски го откриле тоа, е дека можеш систематски да настапиш во жртвата за да добиеш работи во иднината. Тоа е една брилијантна, како да кажам, измислица, иновација од страна на човештвото, кое што ретко кое животно го има. Гледаме некој шимпанзе дека тоа го прават, се служат со алатки, прават тотеми, сега почнуваат тие работи ги прават. Меѓутоа повеќето животни живеат во моментот и за нив нема иднина. И заради тоа што нема иднина, секоја жртва е на ниво на генетика. Например, не знам, мачката ги учи мачињата или ги брани од кучето затоа што гените кажуваат така.
Значи она знае на подсвесно и на несвесно ниво, ама не знае на свесно ниво. И она што го кажува дека работата го направила човекот е токму ова. Апсолутно се согласувам. И па тоа е всушност она кое што започнавме на почеток да го зборуваме, дека заборавањето на овие многу важни постулати на постоењето е она кое што може да не донесе до и она кое што навистина не носи и некои цивилизации веќе ги има уништено. Значи тоа се оние некои основни принципи, основни работи кои што треба да се знаат, кои што треба секоја цивилизација да ги знае, за да не заглави во своето поле во своето, да речеме, димензија на свест која што ја имаат и да регресираат кон се пониски и пониски поради разни причини. Оно што гледаме сега со Ирак е дека дека се реактивни како последица на нападите од страна на другите цивилизации и како последица на она што го гледаат, она разводнување на христијанството кое што го гледаат и зајакнувањето на јудаизмот, можеби така натака. Не забравяј дека исто така гледаат и разводнување и на исламот. Во Катар, во... Тоа е најголемиот проблем. Они се плашат од тоа и поради тоа тие се повеќе и повеќе се зацврснуваат и ги забораваат овие основни постулати и она здрава логика на постоење и она кое што е корисно во животот, за да си го задржат својот идентитет. И се повеќе и повеќе тонат кон пониски форми, пониски димензии, да речеме, или нивоа на свест и нивоа на развиток на нивната колективна психичка состојба и духовна состојба. И тоа го гледам и кај нас во Европа. Можам да кажам дека мал е бројот на народи моментално во 21. век кои што не прават чекори наназад. Може би некои стагнираат, меѓутоа голем број на цивилизации, може се каже човештвото како една цивилизација, постепено уназадува во голем број на аспекти во својата свест и во своите обичаи, како последица на одредени работи кои што и се случуваат од различен тип, некои од нив лоши, некои од нив добри. Например, нешто што прочитав пред некој ден е дека во некој си процес во Европскиот суд за човекови права, нема да го објаснувам каков бил процесот, меѓутоа пресудата била дека сексуалните односи не се брачна обврска. Всушност тоа што значи? Тоа значи дека поентата на бракот не е да се има деца, не е да се има секс, да се создаде гнездо за потомство, туку тоа е едноставно заедница каде што маж и жена си живеат и си другаруваат и ништо друго не е потребно во таа заедница, освен она што ќе им текне или она што сакаат они. Тоа е тоа може да се, таква одлука, такво размислување може да се донесе, таков заклучок може да се донесе само ако ги заборавиш основните постулати како што е потребата за семејство, како што е неопходноста за семејство, неопходноста да се има деца, неопходноста да се реализира една индивидуа ако нема деца. Друго е ако таа не може да има деца или ако се реализира преку нешто многу поголемо, да речеме, од семејство. Меѓутоа, дури и тогаш реализацијата на секоја индивидуа, биолошки, генетски во нас, е да биде во некоја форма поврзана со деца. Така е, апсолутно е така и јас би се согласил со тебе дека ваквото толкување е морално декадентно. Нема правна обврска да имаш за секс во брак. Не е тоа пропис во смисла треба да имаш минимум 3 пати неделно или што и да. Меѓутоа има морална обврска.
Моралната обврска е дека луѓето влегуваат во брак за да си ги задоволат своите нагони, ама и да ги канализираат на начин кој што е добробитен на долг рок. Значи, ако јас влегувам во брак и не сум задоволен од многу аспекти, од емоционален аспект, од нагонски сексуален аспект, од интелектуален аспект, едноставно нема да сакам да бидам во тој брак, ќе сакам да го раскинам практично, да го напуштам, или ќе гледам начини како да се задоволам надвор од бракот. И тоа нормално на долг рок е неодржливо. Пред се неодржливо ако после некој време, како што гледаме, ако се стимулираат такви однесувања дека па не, во бракот што има врска, тој не е за секс, не знам ти што, никој нема обврска за ништо, тогаш кој е поентата брак да се вклучува воопшто? Апсолутно, тоа е мојата поента, значи заедништво обично или заедничарење, тоа е секоја форма на здружување. Ете така. Јас можам да си живеам со некоја жена и нема потреба тоа да биде некоја институција, нема потреба тоа да биде нешто формално, само ќе си живееме. Па да, ама оние заедници кои што ја растуриле битноста на институцијата наречена брак, се оние кои што почеле да се распаѓаат. Тоа се случува со Западот денес. И заради тоа е во морална декаденција. Апсолутно, и не само тоа, туку работата е што они не може да ја видат логиката во опасноста да гледаш бракот како некое обично заедништво, без никакви морални должности. Какво обично заедништво бе, тоа е основата на цивилизацијата. Ако нема кој да ги создава деца, да ги израсне, да ги изчува и да ги воспита да бидат цивилизирани и они да влезат во брак и да создават нови деца, само цивилизацијата ќе изумре. Крај. Тоа е многу логичен заклучок сега што го кажати. Крајно логичен и не ти треба врвна интелигенција за да го видиш тоа. Значи, тоа е нешто кој што секој човек од улица да го прашаш го знае ова. А сепак цивилизацијски Западот, а и ние со него чекориме кон некои непотребно либерални застранети размислувања каде што не е зошто јас да се лимитирам со брак, зошто да се ограничувам, зошто да имам своји обврски, кога можеме само да си живееме заедно и да си правиме што сакаме. Затоа што зошто не треба тоа да го правиш, бидејќи ќе се самоуништиш. Така е. Така е. И убаво вака што го спомнавме дека и ние со Западот, затоа што многу луѓе кај нас се обземени од Западот интелектуално и парадигматично, да речем, едноставно таа им парадигмата и нема бегање од тоа. Западот па Запад, западните вредности. Меѓутоа, баш сакав да спомнам една интересна точка од аспект на клетвата на декаденцијата, нели? Дека некогаш регресот може да се предизвика или потекне од надвор. Например, јас ќе го спомнам распадот на Југославија, например, ќе го спомнам. Југославија била одредена држава со одреден развиток, јас би рекол дека од плаво стигнала и до портокалово и некои работи гледала и на кај зелено, ете саделе шуми, се грижеле за екологијата, правеле вештачки езера и т.н. Значи имало тука и некои зелени, да речеме, аспекти највисоки, меѓутоа под притисок, внатрешен притисок кој што пред се бил потегнат од надвор, зборам за националистички движења како усташи, како четници, како во Словенија и така натаму, успеале конечно да ја растурат таа држава и војните и економскиот пад кој што настапува после распадот на Југославија, ги враќа луѓето, ги регресира многу ниско. Значи ги регресира дури на ниво на Илјаково и Црвено. Да. Особено Црвено е, например, јас би го кажал во Македонија пред се, па и и во Србија од тој аспект. Оној период на почетокот на 90-ти години кога имаше шверца на нафта, кога имаше значи кога беше голтарски живот и
кој колку ќе се снајде и немаше никаква сигурност и така натаму. Бандити роваря по улиците. Ете така. Значи тоа би било црвено накво ниво на војводи практично warlords, нели? Ама сега ова сакав да го искоментирам. За жал во Македонија конкретно и во другите земји, особено во Хрватска и Словенија, не толку во Србија, ама и во Србија. После црвеното, нели, после ексцесите и проблемите на црвеното настанува плавото. Станува моралистичко ниво, така? Ама за жал, во Македонија, вредносната рамка која што се наметна после ексцесите на црвеното беше Западот, Европа, Европска унија и други дрндупки. Наместо да бидат органски, вистински вредности кои што ни одговараат нам. И тоа што се случува е дека ние не сме луѓе кои што ни се целосно блиски, целосно автентични тие вредности што не ги дрндаат цело време, а да не спомнам само дека не ги дрндаат на многу површен начин, да влеземе во ЕУ затоа што ќе имаме бесплатно здравство, мислам какви небулози се тоа, или Илон Маск и НАСА ќе влезат во Македонија како еден што не заслужа да го спомнам името воопшто го збореше претходно. Да влеземе во Илон Маск. Да влеземе во Илон Маск е така и крцкавите крилца на КФЦ. Мислам таквите работи кои се толку површни, значи, ама тоа се представува како некои врвни вредности и нешто кон што треба да се стремиме, и многу од популацијата, би рекол дури половина од популацијата стана замаена и се возлюби во тие површни вредности од така наречениот Запад, и тие им станаа парадигмата во плавото. И сега ние навлегуваме во портокаловата фаза, каде што се развиваме во бизниси, во предприемачство, во материјална некоја фаза, меѓутоа нашите вредности не се основаат на вистински, на автентични корени на македонскиот народ. Туку се основи на туѓи вредности ни се тие, и тие ни создаваат многу големи проблеми. И гледаме една реакционерско регрес од портокалово кон плаво со модерните, како да кажам, реакционерски прорелигиозни движења во Македонија, кои што викаат овие вредности од Западот се невистински, се сатанистички, ајде ги воспоставиме вистинските вредности кои што базираат на религијата на христијанството, кои што ни се традиционални. Проблемот е што и во таа реакција се претерува и со тие. Значи, јас би рекол дека нашата автентичност се наоѓа негде меѓу тие. Значи, меѓу апсолутизмот на христијанството и како да кажем, моралниот постмодернистички модерната постмодернистичка декаденција на Западот. И тоа е проблемот кога регресот или декаденцијата ќе се случи во едно општество поради некое друго и ќе биде потекнато од некој друг надворешен фактор кој што после тоа ќе издоминира од аспект на вредности. Ова што го кажа сега беше неверојатно добра поента и многу добро кажано, како што и ти доликува на тебе. Благодарам. Немам што да додам, значи одлично ги заокружи сите проблеми. Интересното е што има уште два примера такви, например Јапонија и Кореја. Јапонија и Кореја после Втората светска војна од онака традиционалистички, шовинистички земји, конзервативни, се претвараат во им се наложува еден западен систем кој што не им е автентичен. И како резултира тоа на крајот? Резултира во демографски колапс. Доаѓаат површни идеи како феминизмот, например, онај милитантен феминизам, фемшовинизам, кој што ги мрази мажите, например, како тоа движењето 4Б во Кореја, во Јужна Кореја, односно Демократска Република Кореја, и има во Јужна Кореја има демографски колапс. Приносот на нови луѓе е 0,4.
Апсолутно неодржлив. Едноставно Кореја ќе изумре. Ако некаква чудо не им се случи, на крајот ќе изумре како нација. Исто и Јапонија. Јапонија има повеќе стари луѓе неголи млади. Едноставно, тоа е проблемот кој ќе ти се населат вредности кои што не ти одговараат на твоето поднебје. И така не треба некритички да прифаќаме вредности, па не е Западот, па не е Истокот, па не е Русија, па не е Кина. Не, тоа што ни е нас автентично, треба да го развиваме понатаму и да одиме нагоре во нивоата во спиралната динамика. Значи не се заглавиме, да не се фиксираме на пример христијанство и сега тоа е тоа, само готово крај. Туку да одиме напред да го надградуваме тоа, меѓутоа да тргнеме од автентична точка, не од наложена точка од страна и да не бидеме оние кафявите сахиби како во Индија, кои што станале поголеми папи од папата, односно поголеми енглези од енглезите. Дури си ги мразале собствените луѓе, индициве, кафявите сахиби што ги викаат, затоа што биле нели заостанати, повеќе ги сакале англичаните, се облекувале како нив и се однесувале како нив, неколи да се однесуваат како што се своите луѓе. И ние имаме таква група на луѓе и кај нас тука во Македонија. Половина. Одреден број на луѓе кои што све што е македонско, се што е наше тука, балканско е прљаво, одвратно, селјачко и така натака, додека пак тоа што ќе го каже Западот, дури да е некоја глупост, небулоза, нешто штетно, за нив тоа е благородно и така натака и го гледаат како нешто дури над нив, нешто како свето нешто, што и да е македонско или балканско е одвратно и заостанато и така натака. Го гледаат со подсмев. Исто така ќе кажам дека она што го кажа за Јапонија, ти го напомена веќе кога објаснуваше ситуацијата во Македонија, значи има реакции во однос на демографскиот колапс и во однос на оние луди екстремни идеи кои што фаќаат корен таму кај нив. Меѓутоа тие реакции се претерани, небалансирани, немаат своја основа. Вредностите не ги, како што кажа ти, вредностите мора да се размислат многу добро, мора темелно да се анализираат пред да се прифати. Пред индивидуата да ги прифати одредени вредности мора да биде зрела и мора да ги размисли добро овие вредности. Ние веќе имаме една емисија за зрелост, препорачуваме да ја преслушате и таа, многу добра епизода. Тоа е третата епизода, а и дури препорачуваме да ја слушнете емисијата, односно двете емисии посветени на спирална динамика. Така. Реакциите на јапонците се некој вид на самурајство, не знам, претерана омраза кон сите странци и така натака, како тоа да ќе ги реши сите проблеми. Не, тоа нема да ги реши проблемите, туку треба вие како индивидуи да ја превземете одговорноста, да не покажувате со прсти кој е крив и да барате спас во нешто далеко во минатото и како што ние бараме спас, одредени индивидуи во Македонија барат спас во антиката, во Александар и така натака, во фалангата, туку да бараш во сегашниот миг, можеш да се инспирираш од нив, меѓутоа сега е време за нови вредности, за нови предизвици, нови начини на гледање на светот и треба одново да се изградите, да се изгради уникатна нова Јапонија, базирана на старите темели, меѓутоа реформирана. Истото треба да се случи и со Македонија. Така, точно така. Истото треба да се случи и со Западот, кога ќе заврши декаденцијата. Точно. Ќе се случи. Да. Мислам дека може да закружиме тука, така? Да. Може да даме носижа? Да. Може. Значи, накратко, оваа емисија беше посветена на така наречената клетва на декаденцијата. Беше потикната од веста дека во Ирак пред некој време беа легализирани бракови на луѓе или на девојчиња, само не знам точно, од 9 години и тоа го земавме како пример дека некои општества и заедници кои што можеби во минатото постигнале многу високи нивоа во спиралната динамика, односно во многу високи нивоа на цивилизација, сега регресирале до многу пониски нивоа заради XY причини, дека регрес може да се случи. Обично напредокот оди, односно затоа се вика напредок, оди
на нивоата се качува нагоре, меѓутоа има една клетва која што веројатно на повеќето цивилизации, општества, организации, поединци им се случува, а тоа е да регресираат и да западнат во декаденција, при која што регресираат во пониски нивоа на развиток. Потоа го спомнавме исламското златно доба во средниот век, кога Европа стагнирала, исламот има многу големи откритија, иновации. Го спомнавме и Рим, Римското царство, кое што во распадот заради преголеми материјални, како да кажам, прелесен живот, да речеме, од аспект на материјални средства, западнал во блуд и разврат, на крајот омекнал, не бил толку спремен и многу племиња и цивилизации, односно не цивилизации, туку многу племиња и други народи успеале лесно да го соборат. Германите, аварите, словените и така натаму. Го спомнавме и Западот денес, дека и на Западот му се случува таа продрснатост. Исто така спомнавме дека регресот може да се предизвика или потигне, па дури да се ојача од надвор. Што се случува на Југославија, што се случува на ацтеките. Ги спомнавме и Јапонија и Кореја тука. Примерите за Содома и Гомора плюс Вавилонската кула. И отидовме на една тангента дека цивилизациите, основата на цивилизациите на модерните цивилизации, па и на сите цивилизации би рекол, е откривањето на семејството и на жртвата како еден вид на жртвување на сегашноста за да се добие нешто повратно во иднината. И оние цивилизации кои што заради XY причини можеби ќе создадат премногу материјални добра, можеби ќе заборават кои биле поуките од овие стекнати, да речеме, морални поуки на жртвата и на семејството, оние цивилизации кои што ќе ги напуштат жртвата и семејството, кои што ќе станат блудни и развратни, се тие кои што ќе се распаднат. И мислам дека ова е добро сиже, ако имаш нешто додадеш околу него кажи, ако не, би те повикал да ги дадеш некои прагматични точки од нашиот разговор. Главната поента на разговорот и заклучокот кој што на крај и двајцата се сложивме дека е да не се реагира на опасностите кон моменталниот начин на живот. Значи, кога гледаш дека нешто се заканува на твојот начин на живот, на твојата традиција, на цивилизацијата во која што се наоѓаш, не треба да реагираш со преголема тврдост, ниту пак со преголема мекост, да се претопиш, да ги прифатиш веднаш нивните новите вредности и така натака, туку треба убаво да седнеш и да размислиш. Нешто можеби треба да се смени. Како што е примерот со исламот во Ирак, нешто можеби треба да се задржи, како што е примерот со Јапонија и Македонија. Меѓутоа, она што е секогаш важно е дека индивидуата, кога е во одредена опасност и кога незината цивилизација, незината заедница е загрозена, не треба да реагира, туку треба да одговори трезвено и со смирени емоции. И само уште една прагматична точка би рекол тука, би додал, ако позволуваш. Те молам. А тоа е, немојте некритички да прифаќате туѓи парадигми, вредностни парадигми, особено морални парадигми. Секогаш критички разгледувајте ги, тоа не значи да не ги прифатите, туку секогаш да бидете критички свртени кон се она што ви се сервира од страна, бидејќи во 95% од случаевите тоа нема да биде автентично за вас. 5% ќе биде. 95% нема да биде. Извлечете го тоа што е квалитетното, тоа што вам ви е автентично, а отфрлете го она кое што не е, затоа што ако го прифатите, тоа ќе биде рецепт за морална катастрофа во иднина. Ете тоа би рекол.
Може да завършим сега? Може. Епа, свещениче, да им кажем приятно на нашите следачи и да им се заблагодариме за нивното внимание. Ви благодариме. Благодариме. Поздрав. Поздрав.